Добар ден, почитувани колеги советници, почитувани гости. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10 од 2005, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на општина Битола на ден 18.1.2023 година во 12 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка 1. Програма за измена на програмата за туризам на општина Битола за 2023 година. Точка 2. Програма за измена и дополнување на програмата за култура во општина Битола за 2023 година. И точка 3. Програма за заштита на потрошувачите на општина Битола за 2023 година. Дали имаме забелешки или дополнувања на дневниот ред? Констатирам дека нема забелешки, истиот го клавам на гласање. Кој е за? Благодарам. Преминуваме на точка 1 од дневниот ред, програма за измена на програмата за туризам на општина Битола за 2023 година. Го молам известителот да земе збор. Повелете. Добар ден на сите. Се предлага измена на програмата за туризам за 2023 година на општина Битола со додавање на една активност изработка на студија за развој на летен и зимски туризам во општина Битола. Сметаме дека преку една изработка на една студија, ваква студија, ќе ни биде појдовна точка за понатамошен развој на туризмот на територија на општина Битола. И се предлагаат 300.000 денари. Благодарам. Дали имаме прашања по оваа точка? Констатирам дека немаме прашања и поминуваме на точка 2 од дневниот ред, програма за измена и дополнување на програмата за култура во општина Битола за 2023 година. Го молам известителот да земе збор. Добар ден на сите. Во програмата за култура за 2023 година имаме три измени, предложени се три измени, односно дополнување на самата програма, при што се додаваат финансиски средства за идејно решение за новогодишно украсување на Битола и тоа 300.000 денари, летен фестивал во Смолево 500.000 денари според претходно поднесените амандмани, исто така кај фестивалот Браќа Манаки се зголемува сумата од 1.000.000 денари на 3.000.000 денари, односно овие финансиски средства кај фестивалот Манаки што се додаваат се наменети за сместувањето. Значи треба да му ги исплатиме на организаторите, односно Друштвото на филмски работници и тие сами да си го плаќаат сместувањето по угостителските објекти во Битола. Толку. Благодарам. Дали имаме прашања по оваа точка? Повелете, колега Бојан. Благодарам. Ме интересира за летен фестивал во Смолево. Кој ќе биде организатор, како е замислата за овој летен фестивал? Околу летниот фестивал Смолево, јас немам податок кој ќе биде според предложените амандмани. Јас само ја вметнавме само сумата, затоа подносителот ќе може да на самите амандмани може да ви образложи. Повелете, колега Чолаковски. Благодарам. Колега Бојковски, амандманот беше поднесен од мене на претходната седница да влезе во програма и мислам дека ние го имавме во нашите предизборни ветувања таков еден фестивал на Смолево и бидејќи мислам дека за развој на туризмот и за местото таму кај Смолево, бидејќи сега нели ќе се прави таа патеката што ќе биде од Тумбе кафе до Смолево. Тука имаме сега даунхил, апхил патека, имаме мотокрос стаза, имаме прекрасно излетничко место и мислам дека треба да го искористиме тој потенцијал да направиме еден фестивал на почетокот на летото кој ќе нема многу активности, со кој што ќе привлечиме многу гости од регионот, значи не само од Македонија, него од регионот. Во моментот се работи на идејата како ќе биде организирано, се работи за поголеми звучни музички имиња од светски размери кои што ќе привлечат многу гости, воедно и голем приход во градот.
ќе бидат контактирани и други општествено одговорни организации, други спонзори за да биде нешто стварно големо. Ова ќе биде еден почетен фестивал кој што се надам дека ќе премини во традиција на еден голем културен настан за градот со кој што ќе промовираме и Битола и општо локацијата таму кај Смолево. Ви благодарам. Дали имаме други прашања по оваа точка? Повелете, колега. Ме интересира за планот за новогодишно украсување. Значи, ова само ќе биде план, така како би се, значи 300.000 денари ќе даеме за како би изгледало украсувањето, а не и колку би коштало, така? Значи, според поднесените претходни амандмани од поднесува... Бобо? Да. Добро, ајде, Фала. советникот. Исто колега од мене, значи поднесен амандман, бидејќи видовме дека оваа година малце потфрливме како општина во новогодишното украсување, значи нешто беше поради економската криза, поради кризата што имаме со струјата, поради цената на струјата, и она што се направи оваа година беше нешто со кое што со многу кеф и труд од јавните предпријатија и лично од мене, од Алмир, од Бојан, од секретарот на општината, пробавме нешто да направиме, што пак заличи на нешто и Битола на некој начин пак беше украсена, имаше прекрасна зимска приказна. Затоа, за да не се траштаме пак 15 дена пред Нова година, како ќе биде украсен градот или дали ќе биде воопшто, овие се средства издвоени само да се изработи, не мора сите да се потрошат, да се изработи некоја студија или некој проект како би била Битола добро украсена, некои предлози, можеме да ангажираме некој архитект да ни помогне, како со најмали финански средства можеме Битола да направиме да изгледа добро, бидејќи видовме дека со малце труд може многу да се направи само во 2 дена, така да ова да биде нешто во најава за година дека Битола ќе биде украсена како што треба и како што му доликува. Ви благодарам, колега Чолаковски. Дали имаме други прашања? Немаме други прашања по оваа точка и преминуваме на точка 3 од дневниот ред, програма за заштита на потрошувачите на општина Битола за 2023 година. Молам известителот да земе збор. Добар ден на сите. Најпрво ја користам приликата на сите да ви ја честитам новата година, да ви посакам многу среќа и успех во оваа 2023. Програмата за заштита на потрошувачите во општина Битола годинава едногодишна, согласно со новиот закон за заштита на потрошувачи донесен во ноември 2022 година. Малце само еден вовед сакам да ви дадам дека потрошувачката политика е област што директно придонесува за успешноста на економските реформи кои ги прави нашата држава. Таа придонесува граѓаните да се здобијат со соодветни знаења за постојната правна регулатива и нивните права, но и да развијат способности и да имаат активна улога во развојот на конкурентноста на пазарот и воопшто во развојот на економијата. Меѓутоа, да се подобри заштитата на потрошувачите не значи само да се унапредат правата на потрошувачите, туку тоа представува изградба на едно обкружување што помага потрошувачите да ги користат своите права, да имаат пристап до информации и советување, да ги препознаваат основните стандарди за безбедност на производите и нечестните пазарни практики на пазарот кои што постојат. Можам да ви кажам дека нашата програма секогаш се изработува во согласно со програмата која што се донесува на национално ниво, значи со програмата која што и да донесува Советот за заштита на потрошувачи при владата на Република Македонија и нормално со почитување на сите законски основи кои што ни се дадени, пред се со Законот за заштита на потрошувачи, меѓутоа и со многу други закони, како Законот за локална самоуправа и комунални дејности и посебни закони кои што допираат во сите области и домени, бидејќи ние како потрошувачи се јавуваме во сите области, независно дали тоа се работи само за производи или услуги. Под услуги тука спаѓаат и образовните, и здравствените и така натаму. Значи, во секој случај кога ние како поединци плаќаме некоја цена за некој производ или услуга,
ние сме во улога на потрошувач. Соодветно на тоа би требало да ги имаме сите алатки на располагање, за да можеме секогаш да донесеме квалитетна одлука при донесување на одлука што да купиме како производ или услуга. Приоритетни цели на програмата се информирање на јавноста за новиот закон за заштита на потрошувачи, кој што, како што кажав, донесен е сега на крајот на оваа година, на минатата година, 22-ра. Има новини кои што беа толку големи што мораше законот да биде заменет со нов, значи не можеше да помини само со дополни изменувања. Едно од позначајните измени е алтернативното решавање на споровите, односно можноста на алтернативен начин да се решаваат споровите на потрошувачите, со оглед на тоа дека потрошувачките спорови секогаш се од помала вредност, потрошувачот е послабата карика во договорниот однос, со оглед на тоа дека од спротивната страна секогаш е компанија која што има многу повеќе и пари, и ресурси, и знаења. Со планот за оваа година, 2023, испланиравме повеќе активности, од кои прва и основна е презентацијата на новиот закон за заштита на потрошувачи, при што планираме да ги анимираме сите инспекцијски органи да ги запознаеме прво со тој закон, како и нашите потрошувачи, медиумски да го презентираме, за да може да стигне, што би рекле, до секој наш граѓанин, до секој потрошувач. Потоа изработка, печатење, промоција на 2 летока и брошура за новините во Законот за заштита на потрошувачи, зашто еден е, како што сите што го видоа, еден од пообемните, мораше да се имплементираат повеќе европски директиви и за истите би требало сите доволно да се информираме. Имаме и активност за поддршка на невладините организации, во смисла дека треба да се поддржи функционално советувалиште во рамките на Организацијата на потрошувачи на Битола, кое би работело 2 пати неделно од 10 до 14 часот, телефонски, лично и прима потрошувачите. Исто така да се обезбеди и работата на веб страната на самата организација, преку која што потрошувачите добиваат информации од тековни активности, од новини и така натаму, од примери кои што се случуваат. Значи, постојано велиме дека секојаш заштитата е најдобра кога делува превентивно, односно кога потрошувачот ќе го наоружаме, така да речем, со доволно знаења и искуства, за да може соодветно да делува кога донесува одлука за купување на производ или услуга. Зголемување на свеста на потрошувачите преку едукација на учениците, студентите и наставниот кадар. Нашата организација, односно матичната организација, Организација на потрошувачи на Македонија, има развиено прирачник за вештина на живење, кој што во 9-летката, односно во тие класови, беше и едно време и како изборен предмет. Се види дека има потреба и дека и тоа може да се развива и дека треба и понатаму учениците и студентите да се запознаваат, дека заради тоа што сепак и децата се потрошувачи, особено сега со можноста да нарачуваат преку интернет, преку Facebook страни, имаме голем број на поплаки и проблеми токму со оваа проблематика, а најчесто најмладите од семејството ги прават тие порачки очекуваат ќе добијат некој бренд по ефтина цена, на патики или на тренерки, а добиваат нешто сосем различно, а после не можат нити да ги остварат своите права, затоа што се обратиле на Facebook страна во која што нема доволно податоци, која што фигурира само од некое физичко лице кое што ја создало како Facebook страна. Сметаме дека сето ова треба повеќе пати да им се предочи на младите, да се одржат средби во 3 средни училишта во Битола со објаснување на сите овие работи, законот кој им ги дава нивните, да речам, права и можности да реагираат како потрошувачи и како да бидат попредпазливи кога ќе се одлучат
закупување, било тоа да биде преку интернет, било тоа да биде и директно во продавница. Исто така имаме покренато иницијатива во правниот факултет при нашиот универзитет, има предмет за заштита на потрошувачи, имаме покренато иницијатива за потпишување на меморандум со правниот факултет и организацијата на потрошувачи, во која што студентите поблиску ќе се запознат со работата и со активностите, ќе им се приближи практично работата и залагањето и активностите на една ваква организација со нивно учество во работата и во советувањето на потрошувачите. За ова информирање на потрошувачите, тоа е медиумски, преку сите медиуми, дали тоа се електронски, мислам на Facebook или преку веб страната или преку можностите кои што ги имаат овие наши медиуми кои што работат на теренот на нашата општина. Значи секогаш кога има некоја важна информација или информација која што би била од корист за потрошувачите, се трудиме секогаш да бидеме присутни во медиумите за да можат што поголем број луѓе, потрошувачи да го истото да го разберат и да го усвојат. Планирани се и 2 средби со засегнати страни на општинско и централно ниво, пред се со совети за потрошувачи на локално ниво и советот за потрошувачи на владата на Република Македонија, бидејќи тие често донесуваат некои одлуки кои што би требало ние и согласно Законот за заштита на потрошувачи да ги пренесеме и во нашите локални заедници. За сите овие активности ние испланиравме 320.000 денари. Тоа се средства или финансирањето на оваа програма, сметаме дека ќе се врши со средства од буџетот на општина Битола, исто така од донации и спонзорства, како и од вклучување на општината во проекти од овај домен, финансирани и од предпристапните фондови на Европската Унија и од други донатори. Јас имав толку. Ви благодарам. Повелите, господин Чолаковски. Благодарам. Ме интересира најмногу за ова со Facebook и со Instagram порачки што рековте. На кој начин, прво, кај пријавуваат луѓето кои имат некаков таков проблем? Кај треба да пријават? Вака, сега со новиот закон, сите трговци се задолжени да водат евиденција, дали ќе ја водат компјутерски или хартиено, не е спорно. Значи мора да водат евиденција за пристигнати поплаки од потрошувачот. Што значи потрошувачот секогаш треба прво кон трговецот да се обрати писмено со истакнување на неговото барање, во кое е проблемот и што е неговото барање. Трговецот треба да му одговори на потрошувачот и доколку не е во согласност со правото на потрошувачот или потрошувачот смета дека не е задоволен од таквиот одговор, тогаш се обраќа до соодветно, може да се обрати до нас за да го патиме до соодветниот инспекцијски надзор. Најчесто или најголем дел од проблемите ги решаваат или ги покриваат пазарните инспектори, односно државниот пазарен инспекторат, меѓутоа тука имаат надлежности и останатите инспекцијски служби. Значи секој проблем зависно за што се работи, после се упатува таму. По однос на овие за Facebook, значи да не ги ставаме сите економски оператори дека се измамници. Има и такви кои што имаат отворено интернет продавници, работат како во рамките на законот, меѓутоа тие секогаш имаат многу повеќе податоци на својата страна. Значи прво имаат телефон на кој што може да се обрати потрошувачот, имаат адреса, што значи потрошувачот веќе знае ако има проблем каде да ја врати стоката. Имаат адреса, имаат телефон, многу често имаат и Google наведување каде точно се наоѓаат. Имаат некои и дури имаат испечатено дека поплаките или рекламациите се враќаат, значи основните права на потрошувачот можат да се вратат во рок од 8 дена или 15 дена, како што е законот, ако воопшто не е употребуван производот. Значи таквите продавници се претежно формирани или оформени од легални, од постоечки
трговци кои што сакаат и на тој начин да допрат до потрошувачот. Меѓутоа имаме и Facebook страни кај што јас како лице можам да формирам Facebook страна и продавам нешто, нема никаков друг податок освен можност да комуницираат со мене преку месенџер. Првиот пат кога потрошувачот ќе се пожали на производот, тие го блокираат и поќе веќе нема шанса за комуникација. Да. Пазарните инспектори немат овластување да влегуваат во, дури не можат ни да најдат, тоа е многу голема процедура да се најде, затоа што регистрацијата на тие Facebook страни не оди во нашата држава. Значи, многу тешко е да се најде кој е, дури да го најдат, од лично искуство, тој е физичко лице и не можат да одат дома да му прават контрола. Од лично искуство, од сличен таков проблем, кај што беше порачен производ, значи го добивме производот, на кутијата беше едно печатено, внатре имаше скроз друг производ. Да. На обид да вратиме во компанијата, не блокираа на Facebook, не Да. можевме да Тоа го прави. реагираме. Меѓутоа, карго компанијата што ја достави пратката до нас, мора парите да ги врати негде. Дали ме разбирате? Да. Значи, се ако на Facebook страната Да, нема да, да. податоци во врска со продавачот, нема нели ни телефон број, ни адреса кај се наоѓа, ни ништо, карго компанијата кој ќе ја платите пратката, Да. тој мора парите да ги врати во фирмата од која што ја подигнал робата. И тоа е најбрзиот и наједноставен начин да се најдат добро таквите. би било ако е фирма, таквите меѓутоа преваранти. може да е физичко лице. Може да е физичко тогаш лице, веќе- ама кој треба да излезе на терен тука? Пазарна инспекција? Па да, треба да се види кој е. Меѓутоа јас на многу од тие од каргото што ги доставува, ни испраќаат да речам како е испратено, како е Лажен број има амбалажата. телефонски. Нема телефон, нема никакви податоци, освен податоците за каргото. Други податоци не Да, постојат. ама карго операторот мора да има податоци, мора тие пари да му ги даде или на рака на некој, или Да, мора да, на да. сметка. Мора да се меѓутоа. раздолжи. Во секој случај мора да се раздолжи. Сигурно има меѓутоа податоци тоа е кои така. таа. Добре, ви благодарам. Ви благодарам. Дали имаме други прашања по оваа точка? Повелете, колега Корлевски. Ај за приватните компании кои што прават прекршување на законот или ги оштетуваат корисниците, што правиме со државните институции или јавните предпријатија. Например, владата носи одлука дека треба да се заштитат цените за продажба на оние производи кои што се од битно значење. Дали ние, ете со ова програма која што ќе ја донесиме, некој од општина Битола, пример, ќе пушти пазарна инспекција во пазарот да видат зошто некој, например, ги покачува цените од поќе од она што е донесена одлука. Дали имаме таков механизам, дали ќе делуваме на тој начин? Затоа што тука, да, јавното предпријатие пазари си ја врши својата дејност, она што си е дејност, меѓутоа за цените кои што некој поединец можеби игра, а со тоа ги оштетува граѓаните, дали ќе имаме модул, начин во оваа програма, или дали општина Битола планира на некаков начин да ги заштити своите потрошувачи. Збораме од јавните предпријатија. Пример го зедов пазари, може да се случи и со други останати јавни институции. Јас зборам, еве конкретно, дали имаме ние план, кога ќе донесеме ова програма, дека да, ќе ги презентираме во јавноста, кажем, може да се обратат едно друго, меѓутоа дали ние нешто ќе преземеме настрана или ќе се само себе контролираме, барем да почнеме од нас. Вака, сега имаме закон за јавни дејности и за јавните предпријатија. Во секој случај и тука ние се јавуваме како потрошувачи поединците, зашто користиме нивни услуги. Ако се работи за цени кои што се пропишани за услугите кои што ги даваат јавните предпријатија, тогаш нормално би било дека ако повеќе потрошувачи се јават со таков проблем, дека нашата организација ќе изреагира до соодветни институции, па и во општината како институција или како локална самоуправа која што има надлежност, која што ги формира тие јавни предпријатија.
по однос на цени за гарантирани, барем во претходниот период имаше за поднос на цените за храна, дека не треба да се зголемуваат на соодветни производи, дури се очекуваше дека некои производи ќе се намалат. Проверка на тоа може да направат пазарните инспектори, за да видат колкава е цената, колкава е маржата и дали е тука направена манипулација. И сметам дека секогаш кога има потреба, ние реагираме и ги насочуваме. За колку ќе има дали ефект. беше прашањето дали ќе клавиме во таа програма на пример еднаш месечно да да пријавиме едноставно, не мора да значи дека го прекршиле, да направи контрола пазарната инспекција дали се почитува одредбата што донесла небитна општина Битола, зборам за кафанџиите, зборам за јавните, да проверат едноставно. Пошто имаме, постојано се жалат, значи ќе ги слушнеме на социјалните мрежи за било што. И во делот на маржи и за струја, и за вода, и за така натаму. Да, проверките, да. Да стои во програмата дека Секогаш слушање... кога има некој, особено кога повеќе потрошувачи се засегнати, затоа што кај нас се јавуваат, да речеме, ние секогаш кога се јават двајца, тројца со еден проблем, сметаме дека веќе е голем проблем, затоа што не се јавуваат сите. Затоа што зад нив стојат може уште 10 или 20 оштетени потрошувачи кои што од разни причини не дошле и не кажале. Значи, секогаш кога има некој проблем, истиот се дискутира, се насочува, се бара решение, дали тоа ќе биде преку некоја инспекција, дали ќе биде со негово подигнување на проблем и во медиумите, за да стани појавен, да стани позагрижувачки, да речам, за сите чинители, за сите тие кои што треба да донесуваат одлуки во општеството. Значи, се превземаат сите активности кои можат да се направат. И благодарам. Дали имаме други прашања? Констатирам дека немаме повеќе прашања по оваа точка и преминуваме на гласање на точките од дневниот ред. Точка 1. Програма за измена на програмата за туризам на општина Битола за 2023 година. Кој е за? 3 за, воздржан? Против? Нема. 3 за. Добро. Проминуваме на точка 2, гласање. Програма за измена и дополнување на програмата за култура во општина Битола за 2023 година. Кој е за? Едногласно. И точка 3. Програма за заштита на потрошувачите на општина Битола за 2023 година. Кој е за? Едногласно. Ви благодарам.